но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата, која е Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер. Македонија и македонскиот народ денеска одбележуваат значаен јубилеј, 75 години од почетокот на антифашистичкото востание, кое е покасно прерасна во социјалистичка револуција, закон крајот да бидат удрени темелите на македонската независна држава. И денеска во аргументи, или вечера во аргументи, мислам дека е добро, достојно да го одбележиме овој ден. Со мене вечера се во студиото доктор Благоје Марковски, военно-политички аналитичар. Добро вечер. Добро вечер. И Никола Србов, историчар. Добро вечер. Добро вечер. Ајде со вас, господине Марковски, по старост или од десно да почнеме. Една генерална оценка, често правиме споредби, првиот или не, вториот или не, сепак овој е значен историски ден, значен ден од историјата на македонскиот народ. Како вие го оценувате? Колку е тоа битно? Колку е тоа поврзан со, бидејќи тоа на некој начин за мене поблиску до или кога почнува едно востание, една борба на еден народ за ослободување, а друг дел е оној формирањето на државотворноста. Колку беше тешко и значено да се почне во тој период востание, да се мобилизира народот? Прво треба да се имаат во предвид политичките, историските и војните услови во кои е реализирано ова востание. И од тој аспект треба да се каже дека по фашистичката окупација Република Македонија беше поделена меѓу фашистичките узурпатори на италијанскиот и бугарскиот окупатор, дека во време кога се изведува октомвриското востание, односно на 11 октомври, во Република Македонија постојат фашистички трупи негде околу 44.000 војници, негде околу 4.000 полицајци, 6.000 кои се директно вклучени во администрацијата на окупаторската власт. Се заедно? И бугарските и Да, се вкупно. Значи негде околу 50.000 вкупно лица на окупаторската власт кои ја вршат окупаторската власт на територијата на денешна Република Македонија. Втор аспект, што е исто така битен во времето кога се изведува ова востание, е тоа дека Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Македонија, односно на КПЮ во тоа време, е под силно влијание на Комунистичката партија на Бугарија, односно Бугарската комунистичка партија, точно како се вика, и се бара од македонците, од граѓаните на Република Македонија да го одложат востанието за некои подобри услови, имајќи во предвид дека предстои источниот фронт, каде што треба да биде битно ангажирана окупаторската војска на Германија и нејзините сојузници, и дека е тоа пребрзан или пребрз период да се Република Македонија вклучи во востаничките активности, какви што веќе претходно ги имаме во соседните земји, односно тогашните републики на Југославија, како што е Србија, Црна Гора и така натаму. Генерално мислењето беше дека малку се доцнало кај нас со востанието, а не дека треба да се одложи што повеќе. Бугарската комунистичка партија и предлага на Покраинскиот комитет на Македонија да не го дига востанието истовремено како и србите, црногорците и така натаму, туку да се причека овој источен фронт, да се подобрат условите и така натаму, и во таа смисла
ова восстание некои го нарекуваат дека е задоцето, меѓутоа очигледно според резултатите кои ги постигнува е во право време и со прав ефект. Меѓутоа да веројатно господинот историчар ќе биде поконкретен во овие историски факти, битно е да се каже дека македонските граѓани, односно македонскиот народ не само седел и чекал да се случат такви работи. Имаме сијасет поединечни активности, како што се, например, на 8 септември Лазо Колевски убива бугарски стражар кај Богомилскиот тунел. Истиот ден во Скопје Боро Петрушевски убива бугарски војник. На 7 октомври во Скопје е извршен обид за убиство на агентот Мане Мачков. На 8 октомври Трајко Бошковски Тарцан, пробивајќи се низ непријателскиот обрач во Прилеп, убива еден непријателски полицаец. Да напоменеме дека се прават диверзии кај Богомилскиот тунел, фабриката за возови во Велес и во рудникот Рашче во Скопје. Значи, има поединечни активности, но нема организиран отпор и фактички една организацијска поставеност на восстанието можеме да кажеме дека се случува на 11 октомври со акцијата на Прилепскиот партизански одред кој напаѓа фактички 3 објекти со своји 3 групи и тоа првата група го врши нападот на полицискиот участок, втората нападот на затворот, а третата група има задача да ги прекине телефонските врски. И сега, тоа е она што би се рекло од историски аспект, а она што како значење има или октомвриското востание во Република Македонија е тоа дека ова е прво единствено победничко востание на Република Македонија, на граѓаните на Македонија, на македонските граѓани, иако континуитетот го влече од поранешните Разловечко, не знам, Да, би сакал со Србов континуитетот. Океј. Следно, што е значајно за ова октомвриско востание, дека фактички е зачеток на создавањето на првите партизански одреди во Република Македонија и со тоа фактички ги создава корените на македонската армија која до крајот на 45 година завршува со негде околу 110.000 војници. Сакам континуирано да објаснам како се И случило, од тој аспект, значи, веќе имаме формирано корпус и дивизии и една цела Сакам да дојме подетално од тоа, господине Марковски. Ајде да видам со господинот Стрбов овој дел за прво... Дали може по... Да, може, веднаш, да. Значи, 11 октомври е земен како еден символ дека тогаш се кренало востанието, како што каже и господинот. Претходно има многу повеќе акции. Да не го заборавиме Никола Парапунов, кој во Пиринска Македонија веќе имаше создадено партизански одреди, тие делуваа на територијата на Пиринска Македонија неколку месеци уште пред 11 октомври. Исто така во Скопската околија делуваше партизански одред, Скопскиот партизански одред, кој ги има држано или вртено сите планини околу градот Скопје. Во Прилеп, како што посочи, се случува таа иницијална каписла и ние 11 октомври го имаме земено како еден ден символично дека тогаш започнува востанието, а всушност организацијата за самото востание и акциите започнуваат многу порано. Вие што кажате дека 11 октомври ви наликува на 2 август, не сте далеку од вистината, всушност многу сте близко. Имено македонската политичка емиграција, јас имам најдено неколку весници, во 60-тите и 70-тите години во своите весници за 11 октомври, кога го прослувале, го пишувале 11 октомври македонскиот трети Линден. Сега нели тој би дошол втор по нека логика, но символично тие го сметале како и Линденското востание кога започнува револуцијата. Оти важно е да се тргне, знаете, се подготвува нешто, но денот кога ќе се почне е ден во историјата на народ кој што решил во пракса да спроведе една акција. За точноста на востанието,
тогаш Георги Димитров всушност прави напори, преку Коминтерната прави напори да се сочека кога ќе се крене восстание во Македонија и бугарската партија ги слуша сите наредби, а и КПЈ ги слуша сите наредби што доаѓаат од страна на Коминтерната и на Георги Димитров. Тука се појавува во овој период Методија Шаторов Шарла, за кој многу малку се збори денеска, речиси многу малку се информирани нашите граѓани, кој претходно ја организираше целата партиска организација во Македонија, но поради неговите ставови дека македонските комунисти или македонските партизанска комунистичка организација треба да се приближи повеќе кон бугарската партија, чисто од технички причини, бидејќи Македонија била компактна под една окупација, бугарска окупација, и тој сметал дека многу полесна комуникација ќе имаат македонските комунисти со бугарските комунисти наспроти со југословенските комунисти. Подоцна Шарло е исфрлен од партијата од страна на Тито, а претходно Коминтерната наоѓа некој НЗС, вели Покраинскиот комитет на Македонија да се припои кон Комунистичката партија на Југославија, но Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Бугарија да направат взаемни најблиски односи што е можно со цел решавање на македонското прашање. Бидејќи уште за време на предилинденскиот, поточно постилинденскиот период, пред поделбата на Македонија, кај многу македонски револуционери провеува идејата, кога веќе станало јасно дека тоа го имаме веќе мислам нека говорено, кога станало јасно дека Македонија ќе се подели, тие излегуваат со една идеја Македонија да оди под капата на било која балканска држава, дали е тоа Грција, Бугарија или Србија, која и да е, но само да се избегне поделбата на Македонија. Бидејќи во иднина многу е полесно целата територија да ја одделите од една држава, отколку истата територија да ја отцепувате, да речеме, од три суверени држави со цел да се обедини Македонија, бидејќи во овој период се уште отворено македонското прашање за време на Втората светска војна и се уште идеите за обединување на Македонија се живи сред македонскиот народ и сред борците. Истата идеја ја има превземено и Методија Шаторов Шарл. Но тука јас ќе забележам дека Советскиот сојуз преку Шарло цели кон создавање на Балканска федерација, во која би влегла и Бугарија, цела Југославија и Романија под капата на СССР, но Тито, некој тоа го нарекува дека бил, нели од тука излегуваат тие митови дека бил соработник со британците, во тој дел нема да навлегувам. Тито едноставно од своји лични причини, кој сакал да биде шеф на тоа што да биде под негова контрола Југославија, се спротивставува против таа идеја. На крајот од војната можете, значи не треба да сме експерти за да заклучиме како се движеле, во која насока се движеле работите. Имаме Романија и Бугарија под капата на Советскиот сојуз. Имаме Грција под капата на западните земји, значи како стратешки најдобра точка од овој дел на Европа, која патеме пат кон Левантот или Блискиот исток, збориме Грција заедно со Егејска Македонија, и имаме Југославија која ја направија држава со неврзаните, нели независна или нека неопределена држава, која всушност представуваше тампон зона помеѓу источниот и западниот блок. Југославија се засили како држава веднаш откако започна студената војна, и тоа е факт, со цел да се одржува Југославија и од СССР и од источниот и од западниот блок, но исто така е факт дека веднаш по паѓањето на Берлинскиот зид и по спуштањето на железната завеса, Југославија заврши крваво. Тоа е доволен, мислам дека доволен доказ, малку отидов јас напред, но доволен доказ како била создадена таа држава. Господин Марковски, ако имате коментари и дополнување на ова, би било добро и да врземе еден континуитет на борбата на македонскиот народ за самосвестување за своја држава, бидејќи не почна тоа, веројатно 11 октомври е почеток на едно ново движење, но некоја предисторија сигурно постоја, дали тие се спојуваат или не, ама факт е дека тоаш Комунистичката партија на Југославија немаше друга алтернатива, друга политичка сила што ја почна антифашистичката борба на овие простори. Секако на 11 октомври треба да се гледа како на континуитет на македонската желба за
осамостојување и создавање собствена држава. 11. октомври 1941 година фактички е таа потка, таа нишка која го создава темелот за создавањето на македонската држава и фактички затоа и зборувам дека ова е единствено востание каде што имаме резултат. Поранешните востанија, почнувајќи од не знам, Карпошовото, Разловечкото, Кресненското, преку Илинденското, имаме или делумни резултати или немаме резултати. Овде веќе се појавува резултати и овде е создаден темелот на современата македонска држава. Има уште еден глобален значај на 11. октомври од аспект на тоа што се реализира, се организира и реализира во моменти кога фашистичка Германија заедно со своите сојузници се подготвуваат за Источниот фронт. На Германија, нејзините сојузници и ветуваат дека во Македонија, односно на територијата на Република Македонија, нема да има некои сериозни проблеми со воспоставувањето на окупацијската власт и фактички истовремено 11. октомври представува освестување за можноста сепак да се избориме за слобода и од друга страна представува покрај вклучувањето во антифашистичката коалиција придонес за современоста и современите текови во Европа, истовремено представува и еден голем терет за германските окупацијски сили, затоа што негде околу 130.000 војници окупацијски се принудени да се задржат на територијата на Република Македонија и со тоа Македонија фактички дава директен позитивен придонес на тамошните текови на Источниот фронт. Пред Барбароса. Така е. Исто така, се извинувам, и Грција тука влие, нели, Италија ја губи војната против Грција, Германија треба да се вклучи повторно во таа војна за да го спасува, да речеме, на еден, условно кажано, Мусолини, и тука го одложуваат планот за Барбароса, нападот на Советскиот сојуз. И еве, и добро се надополнуваме. Истовремено 11. октомври представува освестување и за македонците во соседните земји, денешни земји. Во Бугарија веќе се создава едно расположение кај македонците дека навистина е време да се приклучат кон антифашистичката коалиција, а сведоци сме, сите факти зборуваат дека македонците во Грција предњачат во организирањето и учеството во антифашистичката борба, која секако се одвива на чело со Грчката комунистичка партија. Само малку ќе ве замолам да направиме мал прекин, едно за реклами, но мислам дека имаме меува breaking news од спортот. Се чини дека се добри вестите, да ги проследиме. Треба. Мислам ако се добри, мислам дека колегата од спортската редакција се подготвува да ни каже нешто убаво. Дали одиме прво со реклами, па потоа со вестите, да му дајме, ајде одиме со реклами, а потоа да ја чуеме историски датум. Да. И се случува на историски ден. И се случува на еден голем ден за Република Македонија, со што ни го збогатија празникот. И лесто ќе го паметиме. Апсолутно. Добро, ние честитки од мене. Честитки од сите нас. Можеме да продолжиме нашава дебата, да го одбележиме денот. Господинот Марковски рече дека ова се и воено и политички можеме да ги анализираме состојбите. Ајде да завршиме уште малку со политичкиот дел, каде што некогаш има и некои дубиози, нејасноти од историски аспект, која одлука била поправична или поисправна во тој момент, бидејќи во такви времиња кога се носат големи одлуки, секој човек или раководство може да погреши, ама ние сме тука за да цениме дали нешто се остварило на соодветен начин или не. Имало во раководството на Комунистичката партија на Македонија веројатно некакви двоумења или делби каде да се тргне, но сепак одлуката е донесена дека ние треба македонскиот народ да се приклучи кон антифашистичката борба и повикот веројатно дошол од таму. Дали имало колебање кај македонците или не? Дали историски, социолошки, социјално и политички имало услови да се приклучат кон антифашистичката борба? Апсолутно не, ќе го надоврзам и се надоврзам и на генералот.
ова восстание, оваа борба е единствено успешна, бидејќи за прв пат македонците беа обединети околу една идеја. Значи немаше делби. Имаше некои ситни отстапувања на некои личности, мали групи, делби, но воглавно целиот македонски народ за прв пат беше обединет и ете гледаме каков резултат создадовме држава кога бевме обединети. Значи, немало колебање дали да се вклучиме ние во антифашистичката борба. Имало колебање кон која од дали да се вклучиме кон Југословенската партија или кон Бугарската партија. Бидејќи видите, тука станува збор за создавање на балкански, тоа се два концепта, значи не ние дали ќе одиме со едни или со другиве, тоа е неважно. Станува збор за два концепта. Едниот концепт е создавање на Балканска федерација, а другиот концепт е создавање на Југословенска федерација. Во случајот на Балканска федерација Македонија би била компактна, би била обединета. И многумина македонци биле приврзаници на таа идеја на Балканска федерација. Додека нормално е и Тито и другото останатото водство од Белград да си ги гледаат сопствените интереси преку нивни очигледно, нормално е да тие се против создавање на Балканска федерација, во која имало план да има тројца водачи и помеѓу кои Тито би бил само еден од останатите. А некако во случајов да биде маршалот и главниот човек на толку голема федерација на 22 милиона жители. Значи, како што спомнав и преска, Советскиот сојуз протежирал да се создаде Балканска федерација, но западните сили стравувале дека преку таа Балканска федерација ќе биде продолжена рака на Советскиот сојуз на најглавната точка на Левантот. Исто така друг доказ за одењето против таа југословенска линија ни е реакцијата на АНОК, во која учествува и Киро Глигоров, поранешниот наш председател Киро Глигоров, кои реагираат на манифестот издаден од штабот, централниот штаб на НОБ за Македонија. Во реакцијата, сега нели парафразирам, таа е многу голема, неколку страници, се вели дека во тој манифест се вклучува само вардарскиот дел на Македонија, додека не станува никаде збор за борбата во Егејскиот и во Пиринскиот дел на Македонија. И тие реагираат зашто борбата се поставува на основи само да се решава парцијално македонското прашање, а не да се решава интегрално. Голем дел од тие луѓе кои поднеле оваа реакција подоцна завршуваат протерани од Југославија, дел како Киро Глигоров остануваат во Белград, продолжуваат да работат, но се гледа тука судирот, тука е судирот и кај Методија Шатаров Шарло, иако позади тој судир заедно со меѓу него и Тито имало и личен конфликт, нели, кој ќе биде поголемиот, бидејќи Шарло е една голема личност во тој период, во интернационална гледна точка. Добро. А кога станува, кога станува збор за континуитетот, само да се надоврзам, значи партизанскиот одред кој го нападна участокот во Прилеп, го носеше името Гоце Делчев. Повеќето одреди ги носе имињата на илинденците. Тука е тој континуитет. Ние имаме синови и внуци на илинденци. Сега се издадоа неколку тома на илинденски сведоштва, во кои јас имав чест да ги читам тие сведоштва, значи во оригинална форма. За да добиете илинденска, со законот за илинденска пензија, вие треба да наведете каде сте војувале, каде сте биле вклучен со двајца сведоци. Значи, имаме луѓе кои учествувале, биле во млади години за време на илинденското восстание, во сите војни учествувале и стигнале да дадат некаков допринос во народно-ослободителната борба. И јас морам да напоменам дека 11 октомври не смееме да го поврзуваме на идеолошка основа. Тоа е национален празник. И токму заради тоа па видете, не смееме да го определуваме 11 октомври како дека комунистите нешто, значи тогаш востана целиот македонски народ. Водачите можеби имале комунистички идеи, но обичниот народ кој се кренал на оружје не знал што е тоа комунизам, не знал што е фашизам. Тој тргнал да ослободи својата земја, да биде свој на своето и да раководи со својата земја. Токму тука и судирот со Методија Шатаров Шарл. Тој гледал од национален аспект на македонското прашање,
додека останати личности гледале од партиски или идеолошки аспект на македонското прашање и калкулирале. Друго е прашањето дали идеите на Шарло би биле остварливи. Што тоа е сосема друго прашање кое би можеле да го дискутираме. Но овој празник не смееме да го гледаме како врз идеолошка основа, исто како што е 23 октомври и ред други празници. Тоа се национални празници околу кои се обединува целиот македонски народ. Само една реченица пред да ми поставите прашање во контекст на ова. Октомвриското востание во суштината, длабоко во својата суштина е антиимпериалистичка борба. И тоа е основата. Покрај борбата за слобода е истовремено и борба за обесправеност. Тие се суштинските компоненти околу кои апсолутно сите ќе се согласиме и тоа треба да биде првенствено во гледањето на значајот на октомвриското востание за идните настани што ќе се случуваат во Република Македонија, односно за развојот на Република Македонија како самостојна држава. Значи, добар шлагворд ми дадовте и Никола Србов тачно го постави тоа што сакав да ве прашам. Кога завршуваме со тој политички, да го наречам условно политички дел, како оди по донесувањето на одлуката да се крене востание, значи некој мора да го мобилизира народот, но наидува на расположение. Како тече мобилизацијата? Како македонските граѓани, македонскиот народ зема пушка и тргнува во борба? Во колкав одзив, колкав број на почетокот се случува тоа, за она што говоревте кон крајот да се развива во армија. Значи не биле сите комунисти, нити биле, не знам, политички определени, но решиле да се приклучат во таа антифашистичка борба заради татковината. Без разлика како подоцна ќе се уредува државата. Треба да се има во предвид дека македонскиот граѓанин никогаш не се согласил со состојбите кои му биле наметнувани. И тоа се факти во станијата кои за жал не биле успешни, али каде што еден од поголемите успеси е постигнат во рамките на Крушевската република, односно во Илинденското востание. Од тука не можеме да кажеме дека македонецот само мирувал и чекал дека некој од надвор ќе му ги реши проблемите со неговата слобода, туку од секогаш се борел да стојувал да си ја извојува слободата сам за себе. Од тука ова што се случува со формирањето на првопартизанските одреди скоро на целата територија на Република Македонија, значи почнува со Прилепскиот, па имаме Карадачки, Кумановски, Скопскиот е веќе во август формиран, но малку е изолиран во овие настани, веројатно заради тоа што немале меѓусебна комуникација, па не е вклучен во октомвриските настани од 11 и 12 како што беа Прилеп и изведувале обуки во тој период. Да, уште не биле на водно, да. на плината водно над нерези се одвивале тие обуки. Така што имаме голем број на формирање на партизански одреди кои еве 43 година прераснуваат во поголеми војни формации. И 44 е главниот период на мобилизација. Да. И 43 година имаме формирањето на баталјонот Мирче Ацев во Република Македонија, односно во тогаш на Вардарска Македонија, како ја нарекуваат. И фактички тоа е почетокот на самото формирање на македонската армија. Веќе после формирањето на баталјонот Мирче Ацев се создаваат многу поголеми формации, се проширува во станичкото расположение кај македонските граѓани и на крајот ние 45 година завршуваме негде со 110.000 вооружени борци од Република Македонија кои на своите плеќи ја изнесуваат целата оваа битка за собствена слобода. За жал имаме и голем број на жртви, негде по некои податоци 24.000, по други податоци 26.000. Тие негде на почетокот се веројатно најмногу. Па секогаш е така, значи при што помала организираност настануваат поголеми губитци и поголеми жртви, со поголемата организација, со преземањето на посоодветни борбени дејства, тоа се намалува. Од тој аспект, значи, Македонија е таа самата која ги организира, односно македонските граѓани ги организираат овие воени формации
и ние фактички од 1943 година со формирањето на Мирче Ацев располагаме со чиста македонска армија која се вклучува заедно со своите сојузници во рамките на Југославија, но и на поширок план на глобално ниво во антифашистичката Тоа коалиција. не е доцна, како што велат јас, колку што знам, не сум експерт по историја, но сите главни партизански одреди и на ниво на Југославија се 42-43 се формира во 41 едно преломно време ми се чини кога идеолошки мора да расчистат кој ќе победи, дали четниците или партизаните на ниво на Југославија. Така да ми се чини... Не, видите, во Македонија нема дилеми. Во Македонија нема дилеми за разлика, на пример, од Србија или Хрватска, каде што паралелно покрај партизаните учествуваат, односно се ставаат на фашистичката страна четниците, односно во Хрватска домобраните и така натаму. Во Македонија нема дилема. Значи, сите кои се вооружуваат или приоѓаат се со цел ослободување на територијата на Република Македонија, на македонските граѓани, и тука немаме ние такви групации, такви формации. Мотивацијата Контрачети многу малку. Значи, тоа се ситни многу мали контрачети кои немаат некакво влијание во ВМРО-скиот елемент. Може западниот дел на Македонија кој што бил под... Значи, ВМРО-скиот елемент... Не, балистичките, да не ги вклучуваме да не го во... вклучуваме воопшто. ВМРО-скиот елемент бил вклучен, значи старите како Панко Брашнаров биле вклучени во антифашистичката борба. Дури подоцна и во документите, тоа е веќе издадено во македонската и југословенската историографија, озна како зборува дека на некои позиции повеќе се вика лура за Македонија отколку за Југославија, и вика тоа беше поттикнато, вика, од старите ВМРО-вци или линденци, или тогаш ги нарекувале Ванчо Михеловисти. Тие елементи биле вклучени во народно-ослободителната борба. Затоа реков дека не смееме да ја гледаме идеолошки. Туку тоа била борба за ослободување на Македонија и конечно создавање на современа на независна македонска сопствена држава. Но многу било важно чувството дека се бориш за својата држава, имајќи предвид дека до пред малку, пред почетокот на Октомвриската револуција, на Октомвриското востание, до тогашната историја македонецот знаел дека бил постојано под асимилација, окупација или на соседните земји, на Србија или на и војувал дури во нивните војски еден спроти друг. Така да мислам дека ова што вели Марковски, во Македонија било јасно чувството за што тие стануваат. Немало двојба. Дека сите се вклучени. Многу лесно влегувале во Србија и во Хрватска е сосема друга. Веќе тие веќе имаат држави. Друга пропаганда, и сега они бираат имаа веќе држави, бираат помеѓу едната или другата страна. Ние немаме држава. Нема опција, да. Нема опција. И сите се вклучуваат да создадеме држава, па после ќе се делиме идеолошки, без разлика дали Балканска федерација или во рамките на апсолутно. Ние да создадеме држава, после ќе се договараме или ќе се бориме внатре како ќе ја правиме државата. Што е според мене сосема исправно. Кога немаш држава, дайте прво да ја создадеме државата, после ќе се бориме кон која идеологија или уредување ќе целиме. Сосема современ став за тоа време. Апсолутно, сосема современ став на сите тие и многу прогресивно. Пред да го прашам Србов за еден дел на почетокот на настанувањето на атмосферата за кревање на востанието, бидејќи почнавме со мобилизацијата и со формирање на партизанските одреди, ме интересира раководниот кадар во војската. Како тој се создаваше? Веројатно тогаш немало високи чинови кои што биле подготвени, мора да доаѓаат од народот. Веројатно во текот на војната се формирале, се учело, или имало некој друг начин, или имало помош од СССР или генерали, сигурно немало многу. Значи, треба да имаме во предвид дека... И како вид на акции се формирале генерално, на кои делови од Македонија, од територијата се водени главните битки? Во основа, акцијата за ослободување на Република Македонија, дали преку Коминтерната или преку КПЈ, ја покренува Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Тој води строго сметка за можноста за вклучување на кадри кои се воено обучувани во соседството или пак на територијата на некогашна единствена Македонија. Од тука првите команданти фактички произлегуваат од самите граѓани на Република Македонија, на тогашна Македонија, и фактички
тие кои и малку имаат воена наобразба, која ја стекнале пред се во соседните земји, како што е Софија, Белград, Солун, се тие првите кои ги воспоставуваат тие командни активности во рамките на Тоа е многу важно. одреди. Тука е Михајло Апостолски, кој претходно беше во војската на СХС или на Кралство Југославија. Подосна се вклучи во борбата. Направена е таа селекција, вклучени се тие кадри, а потоа како течат настаните во борбите од 41 до 45 година, веќе имаме разни курсеви во рамките на самите одреди, каде што се оспособуваат кадри за командување и раководење и кои активно се вклучуваат и создаваат понатаму командни структури. Затоа што ви велите на крајот имаме ние армија, армијата има и родови, значи тие родови треба да има команданти кои што ќе ги водат. Но не родови во денешна смисла, да се разбереме, голема е бројката, 100.000 луѓе. Сепак создадена армија во воени услови морало тогаш да се дисциплината била многу присутна. Апсолутно. Што и лошо и добро, али имаат веднаш пракса, значи нема тука не се станува со теорија или со учествување во победа во војна, тоа повеќе ќе знае генералот, мора дисциплина во да има. рамките на раководењето и командувањето е потребна дисциплината и едно старешинството, почитувањето на старешинството. генерален штаб. И апсолутно и од тој аспект тоа е непобитно дека македонските партизани се придржувале строго до тоа, имале строга дисциплина и тоа било еден од условите да се постигне тој резултат што се постигне. Може би имало некои конфронтации во политичкиот поглед, но во воениот за воениот. нема, тука имало дисциплина, се знае што се прави и како се... Го спомнувавме Покринскиот комитет на Комунистичката партија, како еден од сегментите, значи се уште немало Македонија централен комитет, автохтон, тој бил покрајински, подосна се формира. Едно име често се споменува, тоа е Темпо, како пратеник за Косово, Македонија и Македонија, кој што учествувал веројатно во ова. Неговата улога е многу дискутабилна во тој период. Можеме малце да ја осветлиме улогата на Темпо. Зошто било тоа така? Зошто испратиле од Белград човек кој што ќе тоа, значи, Тито во писмото по разрешувањето на Шарало вели ќе ви испратиме 2-3 луѓе од тука кои ќе координираат работата. Не ги соопштува во тоа писмо, сега парафразирам, не ги соопштува имињата, но подосна доаѓа тука Темпо. И сега, како што кажав, да не се повторувам, Темпо гледал тоа чисто од партиска во корист на Југославија, а не од национален поглед. И тој делувал конкретно како добива задачи од Белград. Додека нашите овдека имале други идеи, имале национални идеи. Особено Шарло. Особено Шарло, па и не Шарло, подосна Темпо влегува и со многу други влегува во... Не за влијанието на... Во конфликт. На србите во администрацијата, во влијанието тука, кои што сметал дека, мислам дека треба да се вратат назад. Да, значи имаме такви напори од страна на Темпо, тука да цело време да доаѓаат српски инструктори, тие да вршат обуки, што во некои периоди и се за жал се случувало и тука доаѓале во конфликт со македонските партизани, подоцна со македонската војска. Значи, ако сакате да дадеме на генерална оценка, целосно негативна оценка за тоа што бидејќи они не верувале во нашата организација иако сме биле ние организирани. Но како што кажав, со цел да се зацврсти југословенската компонента во Македонија, те испраќаат луѓе од Белград, а не го оставаат тоа ние сами да го водиме, а сме имале и кадар, и знаење, и вештина, тоа сето да го направиме. Внатрешните делби во партијата, мисля, че ни продолжуваат цело време се случуваат од смената на Шарло. Така, после доаѓа Лазар Колишевски, ако не се лажа. Така. Потоцна влегува во судир со Методија Андонов Ченто. Така. Се симнува, нели, Асном, се симнува Методија Андонов Ченто, го знаеме судскиот случај и неговото досие. Се симнува од власт и се воспоставува таа нова влада во Социјалистичка република Македонија. На чие чело стои Лазар Колишевски. Значи, тој е долго време на чело на 20 години е на чело на Централниот комитет на СКМ. Но тој судир продолжува и во 70-тите години, мисля, че ни внатре во партијата.
Крстат Црвенковски, Да, значи тука ги имаме тие нови, да, тие ги имаме либерализмот, студентските протести, национални движења во рамки да, на студентските протести 68-ма, новиот устав на Југославија 74-та која дава некои полиберални насоки, тогаш Косово и Војводина стануваат покрајни, нели, претходно беа во склоп на Србија, излегуваат такви нови кадри, но подосна тие кадри се целосно исечени и се влегува во судир со нив. Да, само тоа не е својство на македонските комунисти, тоа е воопшто својство на сите Да, тоа е во цела Југославија Тоа е зборувам. фактички борбата меѓу конзервативците и современиците. И тоа Таа борба имаме и во Македонската револуционерна организација на Рилскиот конгрес, да. кога имаме реформатори и конзервативци. Таа е таа борба која влегува, значи борба на два концепти. Добро, одиме со уште еден блок реклами, а потоа уште по еден завршен збор на двајцата гости. Благој Марковски и Никола Србов. Говориме за 75 годишнината од почетокот на антифашистичкиот овоз. Почитувани гледачи, да подсетам, вие следите емисијата Аргументи, посветена на 75 годишнината од 11 октомври, почетокот на антифашистичкото востание во Македонија. Мои гости Никола Србов и доктор Благој Марковски. Останува уште малку време, почитувани гости. Имам уште едно-две прашања, бидејќи почнавме со поделбата на Македонија од страна на окупаторските сили на Бугарија и на под влијание на Бугарија и на Италија. Западниот дел потпаѓа под Италија, Дебар, Гостивар, Тетово, Струга. Кичево, Струга. Како е извршена и по кој основи оваа поделба уште тогаш од фашистите, од Германија? Хитлер најпрво дава, уште пред да се случи впрочем, како се случила инвазијата на Југославија, испраќа известување до генералите на армиите дека мора да се популаризира војната во Југославија, со тоа што Југославија ќе биде нели делена на Бугарија, ќе добие Бунгарија, Унгарија и тука Австрија ќе добие дел и Италија. Македонија е поделена по нели западниот појас припаѓа на Италија, со кој подосна контролираат и балистичките групи, додека останатиот дел на исток потпаѓа под окупација на Бугарија. Но Бугарија ги има зацртано тие идеи од претходно, таа Сан-Стефанска Бугарија да окупира цела Македонија и ургира во италијанската влада, пошто италијанското дипломатско представништво од Софија испраќа писмо строго доверливо до италијанската влада, зашто велат, вика бугарите велат дека они ќе им помогнат на албанците да ги добијат дури и Епир и горе делови од Србија и од Црна Гора, но само Македонија да ја освојат цела, до што подосна не доаѓа и западниот појас останува да го контролираат или да напаѓаат тие балистички. Тоа до Групчин, денеска не тој дел се. Па да, Западна Македонија подосна почнуваат да ги симнуваат таблите кои се на македонски јазик или на српски јазик, да речеме, од претходно некои што стоеле, ставаат албански табли на училишта, на, не знам, улици и плоштади и ред друго нешто, че веднаш сакаат да воспостават некоја администрација, но најдуваат на жесток отпор од населението и од партизанските одреди. А бугарите во Скопје веќе формираат центар за пропаганда, да го наречеме, за да може да наметнат дека бидат ослободители. Фактички бугарите влегуваат во Скопје. Да, и за јужните делови од Србија биле контролирани од Скопје. Бугарска администрација ги контролирала од Скопје. Ама целта била таа пропаганда да се прикаже дека тие не се окупатори, фактички дека доаѓаат како ослободители. Да, апсолутно. Видете, денеска е многу важен дел од и денеска влијанието на асимилацијата. Кога збориме за бугарската окупација, па бугарите, некој дел од бугарите кажуваат, видете ги сликите како се пречекана бугарската војска. Верувајте, секоја војска која влегува некаде приморана е така да биде пречекана. Со самото тоа што они тука воопшто немаат приврзаници.
и со тоа што мора да толку луѓе да бидат македонци погубени од нивна страна, го знаеме, го гледаме расположението кон македонците, наспроти пак приклучокот на македонците кон антифашистичката борба. Но тие вршат и мобилизација со македонското население, нели? Да, Довазел во тоа време заминуваат во Бугарија на служење на воен рок. Присилна мобилизација. Присилна мобилизација. Претежно присилна мобилизација, со тоа што фактички нивната крајна цел е да ја искористат позицијата во која се наоѓаат и да го остварат тој голем Сан-Стефански договор за време и пред Балканските војни. И тие во голема мерка би успеале доколку Македонија, односно граѓаните на Република Македонија, македонското население не ја поведеше својата борба за ослободување, бидејќи не очекува дека македонското население ќе се спротистави на една таква сила, фашистичка сила. Не очекува таков отпор кон нив. Дури тие ги убедува своите фашистички сојузници во Германија дека апсолутно на територијата на Македонија не може ништо да се случи ненадејно, дека станува збор за мирно население, каде што многу лесно бугарските окупацијски сили ќе се справат со сите предизвици кои се можни на територијата на Македонија и од тој аспект и бугарите и италијанците фактички даваат лоши дознаки или лоши информации на Германија во смисла на тоа што може да се очекува и што се случува во Република Македонија. Добро, ние дојдовме при крајот. Дали имате уште нешто да додајате околу континуитетот? Значи би се додал во Македонија имало мал дел кој се приклучил кон тие контрачети, да ги кажеме, кои ги создава после тоа. Нели Германија дава ветување за добивање на некаква независност, но тоа Германија го прави се со цел Македонија да македонските сили да се смират, да може да ги повлечат своите трупи низ овој дел од Балканот, да не бидат напаѓани. Тоа бил предлог за создавање на независна обединета Македонија со бугарски карактер внатре. Ние навлеговме околу борбата на македонците во егејскиот дел на Македонија, како се одвиеше во Принскиот, ќе го разработи можеби во друга пригода, бидејќи е врзана регионално. Ќе ви го опфатам со мал дел, например. Имаме досие од еден кој бил суден после војната, еден контрачетник, кој бил испратен со својата чета да предводи чета во егејска Македонија, да ги напаѓа партизанските позиции македонските партизани. Подоцна на судењето го прашува зошто го правеше тоа. Тој вели, нас ни беше кажано дека доколку ги уништиме партизаните, ние ќе добиеме независна македонска држава. Тој не знаел што планира водачот. Тој имал идеја, пуштен, подоцна е осуден на смрт со бесење. Друга работа, тука во овој документ, ова е дел од последното сведоштво на генералот Михајло Апостолски. Тука Апостолски, кој патем е историчар, има големи двојби кај него, веќе при крајот на неговиот живот го дава ова сведоштво и вели додека бев на школување во Белград, добив писмо од мајка ми. Во писмото мајка ми напиша дека починал Тодор Поп Орушов и дека тие се во длабока старост. Јас вика во тој момент многу се натажив. Преку коректорот во војската вика поминало писмото бидејќи тој не сметал дека Тодор Поп Орушов е всушност Тодор Александров. Подоцна како историчар додава дека Тодор Александров произлегува од македонското револуционерно движење, бил создаден од самата организација и на крајот на криштата водел аскетски живот, кој имал симпатии помеѓу македонското население и крайната цел му било создавање на македонска обединета независна држава и прави јасна дистинкција помеѓу Тодор Александров и Ванчо Михајлов. Значи тие се размислување кои подоцна и во југословенската историографија кај самите историчари наоѓаме некои двојби и некој вид на автоцензура, но апсолутно не можеме да ги негираме за тоа, бидејќи таков бил системот. Почитувани, ако имате уште нешто да кажете. Јас сакам да кажам дека еве како завршен збор мој, условите биле тие
октомвриското востание го постигнало тоа што било можно и реално остварливо во тоа време. И денес, навраќајќи се наназад, ако го поставуваме прашањето зошто Република Македонија денес не е на обединета Македонија, треба да се имаат во предвид сите тие околности, и воени, и политички, и така натаму. Од тој аспект, ова што го имаме, треба да го развиваме. Ние сме денеска самостојна држава со прерогативите на сите квалификации што ја одликува една држава. И од тој аспект јас пледирам кај сите граѓани на Република Македонија да се насочиме кон она што е напредок, прогрес за граѓаните на Република Македонија, да не се враќаме многу во историјата, бидејќи ниту некогаш Солун ќе биде наш, ниту некогаш Софија ќе биде наша. Денес е Скопје наше како главен центар на Република Македонија и да се обединиме околу она што представува денес Република Македонија. Наши ќе бидат сите ако нема граници, ако одиме јас слободно сакам се движиме. За крај да се надоврзам на генералот. Пред се на политичките елити во Македонија, јас сметам дека треба да се навраќаме на историјата, да влечеме исклучоци, да го нотираме како искуство. Да, како искуство, да го нотираме негативното, а позитивното да го практикуваме повторно, бидејќи подобар символ од ова нема. Кога бевме најобединети, создадовме држава за време на народно-ослободителната борба. Денеска повторно треба да сме обединети за таа држава веќе која тогаш сме ја создале, да ја развиваме и државата да оди напред. Бидејќи со поделби во претходниот период видовме дека ништо не успеавме. Така. Ви благодарам што бевте гости во Благодарам. ова јубилејно или свечено издание на емисијата Аргументи. Вам, почитувани гледачи, го честитам празникот и ви посакувам пријатна вечер. Но за старт, за да можем да одработам платата, Почитување на функцијата која ја Андон, врши. Немаш Андон, право да да ме покраниш и прашам тоа за не можеш да го наредбите. направиш. Имам. Добро, дајте само Можете уште, да сте саркастични колку што дајте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.